Со одобрениот кредит од Светска банка, наскоро се очекува да се опреми новиот дел од Струмичката болница кој 33 години стоеше празен. Во истиот треба да се трансферираат сите хируршки амбуланти, како и ургентниот центар, гинекологија, оториноларингологијата и други оддели. Од почетокот на пандемијата со COVID-19 се донесе и одлука првиот кат од новиот дел да се пренамени за COVID центар. Просторот засега се опремува со донации додека не стигнат парите од кредитот. Иако семејството зајави и порано даваше донации во медицински опрема, намештај, тука е комплет, се што е донирано. Кога ќе се отвори вториот крак од болницата, ќе бидат наместени таму. Министерот Филипче се надева дека ќе се најде начин како да се екипира медицинскиот персонал кој ќе одговори на потребите на пациентите кои се лекуваат во новиот COVID центар. Овој крак од Струмичката болница и сега во овој момент во еден дел е спремен да прими пациенти кои што се заболени со COVID. Знаете, овде е едно од најоптеретените подрачја од целата држава, преполно инфективно оделение и дел од интерното. На прашањето дали ќе се обезбедат финансии за нови вработувања за потребите во новиот COVID центар, одговор даде и премиерот Заев, кој рече дека со договор со Министерството за финансии ќе се обезбедат финансиски средства кои ќе бидат потребни за идниот медицински персонал. Премиерот Заев денес и официјално на Струмичката болница го предаде амбулантното возило кое е донација од неговото семејство. Струмичката болница, по зголемениот обем на работа во време на епидемија, многу пати апелираше дека возниот парк е дотраен и е неопходно набавка на ново возило.